Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од медиа центарот на Радио Гласна надежда од Кавадарци. Ја започнуваме и нашата денешна утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Евене и денеска повторно заедно. Верувам дека сте добро и сме подготвени да ја проследиме и денешната емисија, односно содржините кои ги приготвивме за вас. Вообичаено, секоја емисија започнуваме со неколку мудри мисли и денеска би прочитале текстови од книгата Пословици на мудриот Соломон, значи мудри изреки. Ќе прочитам неколку текстови од 27-иот псалом. Не фали се со утрешниот ден, зашто не знаеш што може денот да донесе. Нека те фали друг, а не твојата уста, тугинец, а не твоите усни. Каменот е тежок и песокот е тежок, ама и од двете е потежок безумниковиот бес. Еве со овие три текста ја започнуваме ова наша емисија и овој работен ден. Мудриот Соломон вели: не фали се со утрешниот ден, зашто не знаеш што може денот да донесе. И тоа е навистина така. Често пати сме го тоа искусиле во нашиот живот. Планираме едно, а денот ни носи сосема друга состојба. Така да треба да кажеме, секако ние треба да планираме, но сепак треба да кажеме ако Бог даде тоа да се реализира, зашто ние може многу убави работи да испланираме, меѓутоа животот носи и добри и недобри работи. Така да нека и овој ден кој е пред нас, нека се остварат Божите намери и Божјата волја во нашиот живот. Овде вели вториот текст: нека те фалат други, а не твојата уста. Тугенец, а не твоите усни. Но вистина, и тоа е вистина, има мудрост во овие зборови искажани од мудриот Соломон. И третиот текст вели: каменот е тежок и песокот е тежок, ама и од двете е потежок безумниковиот бес. Нека не пратат овие мисли денеска и убави работи. Се оно што го работиме да биде благословено од Господа, зашто, како што реков, ние може да испланираме убави работи, но животот носи и неубави. Така да, како што вели во Новиот Завет апостол Јаков, ние може да планираме на постела, меѓутоа во стварноста се одигруваат други работи. Но ако Бог даде да се остварат тие наши планови и намери, тоа ќе бидеме многу порадосни и посрекни во денот во кој навлегуваме. Нека и овој ден, почитувани гледачи, биде благословен за сите нас. Почетокот ќе ве поздравиме со една убава христијанска песна. Kad ja pamtim
евене повторново програма. Накратко сега ќе ги проследиме нашите редовни сервисни информации. Температурите, како што приметувате, се високи овие денови, бидејќи сме во месецот пролет, односно во месецот април, а во годишното време пролет, така да очекуваме и топли, се поттепли и потопли денови. Како и да е, искористите го убавото време за прошетка, за земјоделските активности, што ако ги имате некоја нива или некоја парче земја, така да сега е време кога многу работи се сејат во почвата. Што се однесува до состојбата на патиштата, сообраќајот се одвива на државните патишта непречено по суви коловози. Интензитетот и сообраќајот на патиштата надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања и за влез и за излез од нашата држава. Така да возите внимателно, почитувани гледачи, немој никако да пиете алкохол, тоа е многу казливо по законот, може да изгубите возачката, но секако може да предизвикате несреќа за себе и за оние останатите кои се учесници во сообраќајот. Така да, денеска возете умерено, почитувајте ги сообраќајните правила и знаци кои се поставени на патиштата. Што се однесува до денешниот утрински текст и утринска порака, сакам да ја пренесам, ја наоѓаме во Евангелието според Матеја, 5 глава, 5 стих. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Да го проследиме сега и соодветниот коментар. Тешкотиите со кои се сретнуваме можат значително да се намалат со таа кротост што е скриена во Христа. Ако ја имаме понизноста на нашиот учител, ќе се издигнеме над презирите, над префрлувањата и неприликите на кои сме секојдневно изложени, и тие ќе престанат да го засенуваат духот со стушеност. Највозвишен доказ за благодарноста на еден христијанин е владењето со себе си. Оно што не може за време на малтретирањето или суровоста да остане прибран со благ и постојан дух, го лишува Бога од правото да го открие во него совршенството на својот карактер. Понизноста на срцето е сила што им донесува победа на Христовите следбеници. Таа е облека на нивната врска со горните дворови. Навистина е возвишен Господ, но тој ги гледа понизните, пишува царот Давид во Псалом 138, 6 стих. Бог нежно ги наблюдува оние што го откриваат кроткиот и понизен Христов дух. Светот може да ги гледа со презир, но во неговите очи тие имаат голема вредност. Пропусница за небесните дворови нема да добијат само мудрите, големите доброчинителите, не само вредните работници, полни со ревност и со неумерена трудолюбивост. Не, широм отворена врата ќе имаат сиромашните со дух, кои копнееле Христос со своето присуство да живее во нив, кои имаат кротко срце, чие што најдлабоко копнеш е да ја извршуваат Божјата волја. Тие ќе бидат во бројот на оние што ја испрале и ја избелиле својата облека во крвта на јагнето. Затоа се пред Божјиот престол и му служат ден и ноќе во неговиот храм, а оној што седи на престолот ќе слезе и ќе живее меѓу нив. Откровение 7 глава, 16 стих. Милостивите ќе најдат милост, а оние што имаат чисто срце ќе го видат Бога. Секоја нечиста мисла ја обесветува душата, ги ослабува моралните чувства и настојува да го избрише дејствувањето на Светиот Дух. Таа го затемнува духовниот вид за луѓето да не можат да го видат или да го гледат Бога. Господ може да прости и му проштева на грешникот што се кае, но иако му е
простено, душата е повредена. Оно што сака јасно да ги разликува духовните вистини, мора да избегнува секоја нечистотија во говорот или во мислите. Меѓутоа, Христовите зборови покриваат повеќе отколку само слобода од светлината и нечистотијата, повеќе отколку слобода од церемониалното скврнавање, што евреите толку строго го избегнувале. Себичноста не спречува да го гледаме Бога. Себичниот дух Бога потполно го изедначува со себе си. Додека не го отфрлиме тоа, не можеме да го разбереме Бога, кој е љубов. Само несебичното срце, кроткиот дух, полн со доверба, ќе го види Бога како милостив, жалостив, бавен на гнев и богат со милост и љубов. Тоа е текст од Излез 34 глава, 6 стих. И тоа беше утринската кратка порака, почитувани гледачи, кои денеска ја најдовме во Матеј 5 глава, 5 стих. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Наистина тоа е една позитивна доблест, која сите ние треба да имаме, но еве овде во коментарот видовме дека се среќаваме со секакви моменти во животот, но ако е Божјиот дух во нас, секако таа кротост треба да дојде во прв план. Во моменти кога можеби сме изнервирани, кога некој ќе не изнервира, кога ќе случат непредвидени работи, со Божјиот дух може да се контролираат многу негативни работи во карактерот на човекот. Продолжуваме сега повторно со песна. Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nam, oblaci ljeno, nebom putu
Денешните вести, почитовни гледачи, ни доаѓаат од најголемата држава во светот, а тоа е Индија. Ке ни ги раскаже момчето по име Симон. Симон сакал да гледа атлетика, посебно ги сакал трките. Му се восхитувал на Усеин Болт, спринтер од Јамајка кој бил познат како најбрзиот човек на светот или на планетата. Симон се сетил на едно од изјавите на Болт што ги слушнал на телевизија. 4 години тренирав за да трчам помалку од 9 секунди на 100 метри. Симон бил восхитен како еден врвен спортист, кој е подготвен да тренира со години, само за да трча неколку секунди на надпревари. Тој сватил дека тренингот е всушност најважниот дел од подготовката на секој тркач. Родителите на Симон исто така увиделе дека тренирањето е многу важен дел од подготовката за животната трка. Таткото на Симон сакал неговиот син да посетува адвентистичко училиште во нивниот град Ана. Симон имал само 5 години, му рекол на својот брат. Што мислиш, во кој училиште да го запишам? Запиши го на блиското училиште, тоа е поблиско до вашиот дом, од кој било друго училиште, одговорил братот. Училиштето било оддалечено 10 минути пешачење од нивниот дом. Така Симон бил запишан во локалното адвентистичко училиште. На првиот училишен ден Симон не сакал да оди на училиште. Цело време плачел дека мајка му пешки го водела до училиштето. Пристигнувајќи таму, таа го оставила. Тој се исплашил и плачел кога мајка му ја напуштила просторијата во која што се наоѓал тој. Но солзите набрзо пресушиле, кога наставничката му пристапила, запознавајќи го со другите деца. Децата набрзо почнале заедно да пеат песни за Исус. Наставничката читала приказни од Библијата, Симон ги засакал песните и библиските приказни. По кратко време, Симон почнал да се дружи со останатите деца. Тој бил среќен што можел да си разговара со нив и заедно да учат песни и цитати од Библијата. Првата учебна година поминала, а по неа почнале да прелетуваат и останатите учебни години. Но училиште научил да биде чесен, љубезен, добар, секогаш готов да помогне, трудејќи се да биде сличен на Исуса, како што е опишан во Библијата. Сакал да се трка со другите деца. Еден ден наставничката им рекла на учениците: трчајте, бидејќи тоа е добро за вашето здравје. Симон решил да трча секој ден. Наместо да оди пеш до училиште, тој трчал. Често се тркал со своите другари, кој прв ќе стигне до училиште. Понекогаш одел од дома до училиштето подоцна, за да се принуди, едноставно значи да се потикне себе си да трча, за да не задосни на часовите. По наставата тој често одел со другите деца во блискиот парк и таму трчал. Момчињата трчале 5-10 минути, потоа одмарале, па повторно почнувале да трчат. На тој начин ти вежбале 30 на минути. Кога почнал да трча, било тешко, сепак по некое време станувало се полесно и полесно. По неколку месеци секојдневно трчање тој воопшто не се изморувал, се чувствувал добро после вежбањето. Расположението му се подобрило и увидел и дека е порасположен да работи по дома, да учи да ги извршува домашните задачи. Симон научил еден важен принцип на физичките вежби. Елена Вајд вели: вашите мускули се создадени за употреба, а не за да бидат неактивни. Ако вежбате редовно, вашите мисли ќе бидат избалансирани, ќе тежниат кон повозвишен карактер, а вашиот сон ќе биде поприроден и поздрав. Вашите мисли за светата вистина би биле појасни, а моралните сили поизразени. Тоа е цитат од една од книгите Сведоштва на Елена Вајд. Наскоро Симон го завршил основното училиште. Денес тој има 21 година и студира. Вели дека адвентистичкото основно училиште му дало добра основа во животот. Научил да трча, го запознал Исуса, стекнал добро образование.
Preko ovo učilište Gospod mi pomogna da stanam čovek so moral i dostoinstvo. I navistina, to je prekrasno iskustvo za ovaj mlad čovek koji, deneska je student, međutim, vo njegovo to mesto treba da se izgradi golema škola, crkovna zgrada, kaj što 450 deca će se školovat vo adventističko učilište Vana vo Indije. Tako da, i vo toj del na svetot ima luge, hristijani, adventisti koji go sakat Gospoda. I ove učilišta adventistički ima vo ceo svet. Nažalost, vo Makedonija radi može bi zakonske prečke ili nekoj drugi prečke nema adventističko učilište, veliki sistem to ovde školstvo toga drži državata, no vo mnogo državi ima adventistički učilište kada što roditelji gi zapišuvat nivnite deca od 1. do 8. odelenje, da se steknat ne samo so obrazovanje, to koji su duhovno obrazovanje, znači biblijsko obrazovanje, da luge to se nasočat, deca da se nasočat ušte od mali noze kon Boga i oni što se pozitivni doblisti ili vrednosti vo karakteru. Simon je vo to primjer. Da kažeme nekoliko fakti. Indija ima 4537 adventističke crkvi, 4692 verske grupi i ima 1.145.399 vernici. Znamo da Kina ima preko milijarda 241 milion i to iznesova jedan adventist na 1084 neadventisti vo Indija. Teritorijata na Indija, Burma i celon funkcionirala kako indijska misija od 1895. godine koga misionski odbor na generalna konferencija koji spratila Robinson kako prv izdržovan rabotnik i go naznačil za nadzornik na misionsko to delo vo toj prostor ili vo Indija. Južnoazijska divizija prv pad bila organizirana vo 1910. godine kako misija na Indijska unija, a od 1920. godina stanala Južnoazijska divizija. Izdavačkata kukja Oriental Watchman, jedinstvenata izdavačka kukja ova divizija se naođa vo Salisbury Park vo Puna i pečati materijal na 20 jazici. Interesni fakti za negolemata država vo svetot, no i tamo imame brake i sestri hristijani koji go ljubat, koji go sakat Gospoda, kako što pročitavme i ova mlado momče Simon. Продолжуваме сега повторно со песна. Sakaj go sekoj, podaj mu raka i pomogni. Sekoj mi, so ljubov, kon drugi te, so ljubov, kon drugi te. Sakaj ko Isus, uteši nekoj, nasmevni se, so ljubov, kon drugi te. Продолжуваме со нашата програма почитување, следова кратка порака од Библијата. Би размислувале на тема живот исполнет со смисла. На почеткот да раскажеме малку информации, да пренесеме за Мртвото море. Мртвото море е интересна дестинација за туристите и голем извор секако за убавина и така натаму. Знаеме дека од Мртвото море се ископуват разни препарати кои козметиката ги користи подоцна.
no može bi neko ete sakati tamo i da živjat v okolinati, така da atrakcija je za turistite. Na granicата među Izrael, Jordan i zapadniот breg, to dobiva pomalku od 10 cm dož godišnjo. Interesno, znači Mrtvo more godišnjo dobiva samo 10 cm došt. Smesteno je na 400 metri pod nivotu na moreto. Njegovite bregovi se nalagijat na krajna dlabočina do koja inako se stignova so nurkačka oprema. Međutim, nurkanje to je poinaku nurkanje to je poslednuta rabota na koja bi pomislili koga je voprašanje Mrtvo to more. Bidejki su držinate na solta i nad osumpati po golem otkolku v okeanut i reći si je nevozmožno da se nurne vo nego. Znači, ete interesni podatok, nurkačite skoro i ne može da nurka poradi soleноста на водата. Во него нема риби што пливаат, ниту растенија. За сите освен за веселите туристи кои плутаат по неговата површина, тоа море е конкретно мртво. И зато се вика Мртво море. Тој се сеќава кога самото море било болно, би можело да биде смешна шега на роденденските прослави, но таа област некојаш била позната по плодноста. Тогаш што губило? Сета таа сол што плива во него, но нема да каде да истече. Водата испарува, а морето е се посолено, без излез. Оно што некогаш било бујно, сега е безживотно. Знаеме од Библијата, почитувани гледачи, дека пред да се создаде Мртвото море, тамо биле градовите Содом и Гомор, тие биле проколнати, изгорени и потоа тоа станало Мртво море. Всушност, водата која се влива и од реката Јордан и од другите реки, тамо умираат тие реки, бидејќи морето нема живот, нема ни риби, како овде што слушнавме, нема жив свет, така да тоа Мртво море прима вода, а никаде не ја дава или не се испушта. И затоа еве малку би размислувале за смислата на животот. Важно да имате јасна смисла во животот и кога ќе ја најдете, вие се чувствувате оживеани и закрепени. Животот, вашиот живот станува значаен, а тоа го сака секако Исус Христос. Исус вели, јас дојдов да имаат живот вечен и да имаат изобилие. Мртвото море нема живот. Значи во него влегува живот и умира тој живот. Нема ништо повеќе во него освен сол и солена вода. Може би се прашувате каква е Божјата волја за мојот живот, која е неговата смисла, како да дознам што очекува тој од мене, каков е Божјиот план или неговата волја за мене како Исусови следбеници. Понекогаш ова прашање доаѓа во мошне определен облик, дали да се оженам и со која девојка, што да правам со мојата работа, каде би требало да живеам. Во некои други ситуации прашањата се повеќе општени. Сега кога сум верни, како живот Господ сака. Значи, тоа се прашања кои се наметнуваат во секојдневниот наш живот, почитувани гледачи. Христијаните смета дека силното чувство на познавање и спроведување на Божјата волја носи надеж, мир и смисла. Дури Исус говорил за овие чувства. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршувам неговото дело. На Исуса ова смисла му внесувала поголемо задоволство дури од храната. Ако ова била основната цел на Исуса, дали би можел да биде и наша? Исус одговорил на овие прашања. Кој ми служи мене, нека врви по мене, каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој му служи на мене, него го уважува мојот Отец. Тука Исус го употребува зборот слуга како синоним за следбеник или ученик. Така тој вели дека Исусовите ученици, тоа сме значи сите ние, ќе го следат и ќе работат таму каде што работи тој, а Бог ги почитува оние кои го следат. Еве, ќе прочитам сега 7 реалности на доживување на Бога. Прво, Бог секојаш работи за нашата благосостојба. Значи, Бог секојаш работи за нашата благосостојба. Второ, Бог се стреми за трајна, реална и лична заедница со вас. Бог ве повикува да му се придружите во неговата работа. Бог ви говори преку Светиот Дух, Библијата, молитвите, околностите и црквата, за да се открие себе си, своите намери и своите патишта. Божиот повик кој ви го упатува да работите со него секогаш бара вера и акција. Понатаму морате да го усогласите својот живот
na toj način što ke mu se pridružite na Boga во ona što toj go pravi. Вие го запознавате Бога додека послушно му служите и тој го остварува своето дело преку нас. Ајде да видиме сега, почитувани гледачи, кои се резултатите од послушноста на Божјата волја. Како прво, Новиот Завет ни говори дека на оној кој ќе му се препушти на растението му е вечен живот и дека може да знае дека го има. И еве што вели Исус: ова ви го пишувам вам кои верувате во името на Синот Божи, да знаете дека имате живот вечен и дека верувате во името на Синот Божи. На друго место, Бог од нас бара од другите луѓе да направиме ученици, но како да го ствариме тоа? Како да направиме од другите ученици Христови? На тој начин што ќе станеме сведоци, туку ќе примите сила кога ќе слезе Светиот Дух во вас или на вас и ќе ми биете сведоци во Иерусалим и по цела Јудеја и Самарија се до крајот на земјата. Силата на сведочење доаѓа од Светиот Дух и ние ќе бидеме негови сведоци. Ниту на еден суд на сведоците не е дозволено како сведоштво да изнесуваат рекла кажала. Вие не можете да го говорите она што некој друг го кажал или искусил. Сведокот мора да сведочи врз основа на своето лично искуство од прва рака. Исто и со создавањето ученици. Ако немаме лично искуство со Бога, тогаш нема смисла да се говори дека сме ние сведоци. Ние можеме да говориме само за тоа што лично сме го искусиле, тоа произлегува од моментот на тишина и лично заедниство со Бога. Како трето, христијанинот треба да сведочи каде да се наоѓа. Христијаните треба да ја носат радоста вест низ целиот свет. Ова е основата за да се допре до нови луѓе ширум светот во кој било облик. Секој ученик ја наоѓа смислата на животот во личното сведоштво за тоа како Бог действува во нашиот живот. Тоа не значи дека сите ќе станат проповедници или учители, но можеме да сведочиме за Божето действување во се што работиме или со што се занимаваме во животот. Да се биде сведок има повеќе врска со нашиот позив ученик отколку со нашата општествена положба, работа или плата. И еве на крајот од ова кратко размислување, почитувани гледачи, да споменеме дека духовните дарови им се дават на учениците кои се дел од телото Христово. Различните дарови вршат различни работи, како и различните органи во кој било жив организам. Секој орган е важен, незаменлив и има своја улога и во телото и не може да функционира без него. Ова е добра причина да бидеме дел од црковното семејство, наместо само да се обидуваме да се поврземе со Бога. Црквата е составена од луѓе со различни духовни дарови, секој личност е дел од целиот организам, црковното тело и е потребна за негово ефикасно функционирање. Независното функционирање на органите не е толку добро. Значи, не мора да припаѓаме во некоја црковна заедница. Не можеме сами да обстанеме. И затоа Христос основал своја заедница, кај што се двајци или тројци и јас сум помеѓу нив. Знаеме како таа Христова заедница се ширела во почетокот, како апостолите проповедале, по 2-3 луѓе на ден се крштавале. И денеска Бог има своја видлива црква на оваа земја. Важно да се откријат нашите индивидуални духовни дарови, а во тоа често може да ни помогне водачот на црквата или малата група. Вашите дарови ви се дадени за да ги откриете и да ги потребите заради подобро функционирање. Поврзете се со другите ученици и работите заедно. При тоа секој добива сила од другиот. Откривањето на вашето место во Божјиот дел може да ни даде неверојатна смисла, секако и цел. Кога сведочиме за тоа што сторил Господ во нашиот живот и го споделуваме тоа сведоштво со другите, ќе ја разбереме Божјата волја во нас. И затоа, еве, нека нашиот живот, почитувани гледачи, биде исполнет со смисла. Смислата се наоѓа само во Бога. Овој живот е поминлив, се раѓаме, растеме, старееме и на крајот завршуваме. Меѓутоа, што потоа? Библијата ни дава вистински одговор на смислата на живот, додека сме живи. Бог не повикува да ги употребиме нашите дарови во проповедање на Евангелието, нова радосна вест, да допре до што поголем број на луѓе и тие да се насочат кон
Христа. Нека Господ навистина ни помогне и не благослови во реализирање на тие наши дарови што Господ ни ги дал да се прослави самиот Бог. Продолжуваме повторно со песна. Секој од нас се ги поставил истите прашања. Зошто живееме? Која е основната цел на нашиот живот на овој свет? Дали живееме за да стекнеме богатство, или слава, или популарност? Или да ги исполниме желбите на телото и умот? Или некако да преживееме, а потоа да умреме со надеж дека некако ќе стигнеме во рајот? Прашањето која е целта на животот за сите нас представува предизвик. Животот има цел, како што воздухот има цел, компјутерот има цел, автомобилот има цел, се има своја цел.
Меѓутоа се појавил дарвинизмот и ја отфрлил оваа идеја. Не постои цел, не постои смисла, не постои ништо освен преживување. Тоа го застапувал Дарвин во својата теорија на еволуцијата, посебно преку теоријата за природна селекција. Во време на студирањето на природни науки на Универзитетот Кембридж, Исак Њутон рекол: "О, Господи, моите мисли се слични на Твоите мисли." Њутон сметал дека Бог го создал светот и дека животот на луѓето има смисла и цел. Неколку векови подоцна, седејќи во истата клупа на Кембридж, Стивен Хокинг рекол: "Човечкиот род е само хемиски отпад на планетата со средна големина која кружи околу просечна звезда по надворешниот раб на една од стотиците илјади галаксии." Каква спротивност во мислењата, каква разлика во гледиштата. Додека гледаме како луѓето трагаат по смислата и целта на својот живот, трагедијата е во тоа што животот без Бог на крајот ќе биде живот без вистинска смисла и цел. Дали некогаш во животот сте почувствувале дека сте отфрлени? Дали сте почувствувале безсмисленост или безцелност? Дозволете ми да наведам неколку стихови од Библијата. Овој народ го создадов за себе си, тој ќе разгласува славата моја. Од Библијата, книга на пророк Исаја 43:21. Тука пишува дека ние сме Божи созданија. Бог не создал со одредена цел и смисла. Не сме настанале случајно ниту безцела на оваа земја. Оти ние сме Негови созданија, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да ги вршиме. Од Библијата, Ефесјаните 2:10. Ние не сме отпаден материјал, се уште сме дел од Божиот план, ако одлучиме да го следиме. Твоите очи го видоа зародишот мој и од книгата Твоја се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележени кога уште не постоеше ни еден. Од Библијата, Псалм 139:16. Дали некогаш се прашувате која е вашата вредност или важност? Можеби не гледате сега некоја смисла во нештата што се случуваат во светот, па ни во вас самите. Но дозволете ми да ве уверам дека Бог за вас не размислува на таков начин. Бог од секогаш ви имал на ум. Уште пред првиот момент од вашиот живот, тој знаел се за вас. Создадени сте за да правите добри дела. Бог го пратил својот син да умре за вас, а тој подготвува вечен дом. Дали вашиот живот е важен? Секако дека е. Отврлете ја, мислете дека не е. На светот не му се потребни повеќе религиозни луѓе, туку повеќе луѓе кои живеат во согласно со намерата што Бог ја има со нив како нивен создател. Потребни се луѓе кои се свртиле од постојаното служење на самите себе, луѓе кои сватиле дека смислата е во тоа да го разберат Бог и неговата волја за нив. Кога човекот ќе го разбере Бог, кога ќе свати зошто се случува се во ова што се случува, не од човечка, туку од Божја перспектива, тоа ќе му влее потек и стремеш да му служи и нему и на другите луѓе. Ве советувам да набавите Библија и да ја читате со цел да ја дознаете Божјата волја за вас. Тогаш вашиот живот ќе биде живот со вистинска смисла и цел. Na Isus jaz se nadevam, svetlina sila moja je. Temeljna, čvrsta karpa je, u suša i bura siguren. O kakva ljubav, kakov mir, što strah se smiri samo knjig. Moj tešitelj, moj sve, moj ljubav ta stoji.
тогаш се затресе. Славиот Исус воскресна и стои како победник. Прокletството се разпарчи, пак Негов суд и Твој е мој. Со вестена крв ме плати Почитувани гледачи, сакам да споделам една информација, посебно за жителите во Скопје и во околината, дека од 30 март па до 6 април во Скопје се одржува голема евангелизација, кај што говорник е доктор Иван Миланов, тој е од Скопје, меѓутоа живее и работи во Англија, во Нјубол коледжот, така да вие кои сте од градот Скопје, посетите ги тие предавања во 19 часот, ке има и вечера секако, каде се одржуваат, на која адреса, ќе видите за кратко во спотот, но сакам само уште еднаш да ве потсетам, можеби сте биле или не сте биле, а вие кои сте биле, едноставно поканите ги вашите соседи, интересни се предавањата, значи од 19 часот секоја вечер од 30 март до 6 април. Да ја видиме сега и самата реклама за овие библиски предавања. Кажи да на доброто. Секојдневно донесуваме најразлични одлуки и сите тие помалку или повеќе влијаат на нашиот живот, но и на животот на луѓето околу нас. Понекогаш избираме правилно, а понекогаш не. Ве покануваме на серијата предавања Кажи да на доброто, која ни упатува на добрата книга на Библијата. Да ги чуеме и дознаеме нејзините совети и упатства, како да го избереме доброто во различни области од нашиот живот. Ова се некои од темите за кои ќе стане збор. Од каде потребата да се верува во некого или нешто? Дали во Библијата е запишана нашата судбина? Молитвата и дишењето на душата. Што се случува со човекот по смртта? Што е тоа што парите не можат да го купат? Можен ли е одмор од грижите? Која била надежта на првите христијани? Предавањата ќе се одржат на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје од 30 март до 6 април, секоја вечер во 19 часот. Влезоте слободен, ве очекуваме. Почитувани гледачи, сакам денеска уште еднаш да ви ја понудам ова убава бесплатна книга Патот кон Христа, иако е мала по обим, но по значењето и содржината таа е голема. Печатена е во
милионски примероци на многу светски јазици, па еве во Македонија веќе неколку пати е печатена, така да, значи, луѓето е барат. Ова е 8 издание на македонски јазик. Доколку се јавите на нашата адрес, ние ќе ви спратиме по пошта бесплатно или нашите соработници ќе ви ја достават на ваша домашна адреса. А ви останатите кои сакате да изучувате Библијата, ја нудиме дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Тоа е по електронски пат, значи може да ја проучувате Библијата, а исто така може да ви подариме бесплатен примерок на Стариот и Новиот Завет на Библијата, значи на Свето писмо. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија Разбуди се. Сакам да ви се заблагодарам, почитувани гледачи, што и денеска не следивте. Поздрав од студијето на Радио Гласна надежда, дали сте од Македонија, од соседството, од западните земји, Австралија, Америка. Ова емисија се снима, така да ќе биде поставена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што можете да ги проследите и сите досегашни одржани емисии. Ви преостанува да ви посакам убав благословен ден, благословена седмица и ако Бог даде живот и здравје, да се видиме повторно во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.